Жаклина, по однос на првото што го спомнавте во врска со законот за абортусот. Јас не бев пратеник и тоа го знаете вие, меѓутоа од постарите колешки овде кажано е дека законот за абортусот го поддржала и позицијата и опозицијата. Во однос на притисокот и почитување на женските права, што имате вие направено? Што направивте вие како власт? Како беше понижена жената во општина Лозово? Што и се правеше на колешката Рашела во Министерство за труд и социјална политика? И да не набројувам уште многу. И за каква слобода зборувате сега за штрајкувачите? Министерката прави список во градинките. Кој штрајкува? А вие зборувате за слобода на штрајкувачите. Заради лошото образование, колешки, и заради лошите закони кои ги носите на ова дередже сме дојдени. Штрајкови, незадоволство на вработените од една страна, а од друга страна неодговорна влада која има пари за мебел, за златни лажици, за фстаци, а нема пари за покачување на платите на вработените. Време е да одговори на многу прашања оваа влада. Каде исчезна маслото од канабисот? Каде се парите од генералните секретари? Каде се парите од рекетот? Ја направивте држава најзадолжена како никогаш досега. Секој граѓанин во Република Македонија за само 3 години е задолжен за нови 1250 евра. А да не зборуваме за здравствената криза, каде убедливо сме најлоши. Туку и со економската, каде имаме најмал БДП од земјите во регионот во последните 2 години. Уште малку како што терате, ќе го изгубиме и државата, и идентитетот, и јазикот. Благодарам.